Облешевци и жители на околните населени места денеска се собраа пред општината за да укажат на сериозните штети кои ги предизвика невремето на 22 август, проследено со силен град кој уништи површини со ориси други култури. Велат дека на зафатените со град површини ќе нема што да се жнее, бидејќи ледените зрна удриле по оризовото класие. Градобийна штета од град кој за 15 минути знаеше целата труд и мака да ни ја земе за 15 минути. Облако идеш од кај Осоговските планини, тоест пониква, и кога сврте тука меѓу Бања и Спанчево, на самиот терен може се види дека производството е уништено скоро 80-90%. Таа површина само во Спанчевско јас имам израчунано негде околу 1000 декара е фанано, плюс другите Бање, Облешево и дел Тркање, Чифлик. Иеко им било ветено, Комисијата за штети при општината се уште не излегла на терен да ја утврди штетата и да изготви записник. У вторникот највечер на мене ми се јавија од општината дека требало да се собере тамо комисија некоја поставена од градоначалникот, меѓутоа ништо не сме известени. За апелите од институциите да ги осигураат посевите, земјоделците со одговор. Со 13 динара арпа, со 13 динара оризова арпа и со прскање 3 пати. Ние немаш просто репродукција да направиме. Со 13 динара ја да осигурам, па што да остане за мене? Значи работиме за бензинските, за аптеките и за Господ сега, значи Господ не казни. Сепак се надеваат дека државата и овој пат како и многу пати досега ќе им помогне. Ја верувам дека државата, ако мислам да дојдат да видат само, ако треба комисија од Скопје нека дојде, ќе видат дека штетата е огромна. Дори уште ќе покажува, значи ко одминува на целото време до 50% минимум на штетата ќе биде. Покрај оризот во полињата во Облешевско настрадали површини со пченка, градинарски и други култури.